Значи, ЦУК не си ја сработе својата работа. Не на ден пред тоа. ЦУК прави проценка за ризици од пожари и вели. При температури, да кажеме, повисоки од 30 степени, се предвидува за лесно запалива, шума, пристапен терен лош, има ризик од пожар. И сега ние доаѓаме во состојба во која на некој сега му текнало, па што преш изминативе 5 години? Реорганизација и реформи во подсекторот за заштита и спасување и управување со кризи во рамки на системот за одбрана и сигурност. Добро, ајде да почнеме тоа, нека биде прва тема. Како владава на ВМРО ДПМН, мислам дека со пожариве го имаше првиот тест на така наречен кризен менеджмент. Како мислите дека се снајдоа? Успеа ли да заштитат нешто од држава, пошто нели? Значи вака. Минатата година, Милош, ако се сеќавате, истиот директор на ЦУК беше истиот тој Стојанче Ангелов, кој беше изминатите години директор во времето на СДС. Да. И минатата година... Некаде околу 5 години веќе. Да. Минатата година ВМРО ДПМНЕ, тогаш Мицкоски како председател на партијата, сега како премиер, тогаш како председател, тврдеше дека СДС не е способно да се справи со пожарите, ако се сеќавате Пијанечко, Беровско, да. Имаше големи пожари, големи Будинарци. Доаѓа словенечки екипи и така натаму. Поминаа година дена од тогаш, никој ништо не презема. Никој ништо. Вклучувајќи Стојанче. Вклучувајќи Стојанче. Денеска Стојанче го имаме сега партнер на владата, на Мицкоски, на ВМРО ДПМН, кој исто ништо не презема, освен што се слика и не информира дека 2 хеликоптера биле таму ангажирани, авион бил таму ангажиран, 30 припадници на полицијата, 40 припадници на армијата, 20 пожарникари. И што имаме ние од тоа? Се новинарски извештаи. Тоа вие како медиум треба да бидете на лице место и да кажете еве толку и толку луѓе се ангажирани, и тоа е само гола информација. Каква информација за проценка на ризик е тоа дека некаде има пожар. Тоа не е информација за проценка на ризик. Тоа е секојдневна информација, така ќе кажам. Сега, ќе се вратам уште малку понас. Во времето на владата на Груевски имавме, ако се сеќавате, пред изборите 2016 големи поплави. Да. Во август месец. Пред тоа имаше пожари, ни ги приземија авионите, затоа што Шабан Салију намерно не одеше во постапка да изврши редовен ремонт годишен на ер тракторите, авионите за гасење пожари. Добро. Туку веројатно човекот, како и секогаш што имаше навика, да оди на преговори во 4 очи, ни ги приземија авионите. Сегашниот вице-премиер... Сегашниот не е вице-премиер, сегашниот министер без портфељ. Да. Значи, задолжен за спроведување на декадата на ромите. Добре. Значи, тој доби награда, всушност. Што се случува со нас во држава, ментално, и што се случува со раководството на ВМРО ДПМН, што се случува со Мицкоски како премиер, и тука морам да напоменам, не само во контекст на кризите, ризиците, заканите, пожарите, како дел од ризиците и заканите, воопшто во државата одговорноста е негова. Тој е премиер, тој води влада, тој треба да одговара за се што се случува во државата. Така и за пожарите, меѓу другото. Но, ако тогаш имавме проблем со дирекцијата за заштита и спасување, ако тогаш имавме проблем со однесувањето на Шабан Салију, по паѓањето на нашата влада, а јас еве ќе се воздржам од тоа, нема да ги скоментирам ставовите на тогашниот председател на ВМРО ДПМН, па дури на тогашниот технички премиер, бидејќи Димитриев беше технички премиер, по однос на однесувањето на директорот на ДЗС тогашен. Ако денеска имаме иста состојба, факт е дека изминативе 7 години, откако е Беким Максути директор на дирекцијата за заштита и спасување, а се сменија 20 директори на Центарот за управување со кризи, ние немаме подобрена состојба. Таа работа за ваква дирекција за заштита и спасување, за ваков Центар за управување со кризи, на нас ни настана 2002 година после 15 септември, кога дојде Бранко Црвенковски. Центарот за управување со кризи беше создаден
во тоа време со помош на британската влада, како буквално како едно тело кое требаше да врши детални анализи за сите можни ризици и закани врз сигурност, односно безбедноста на граѓаните. И тоа не се однесува исклучиво на природни катастрофи, не се однесува на пожари, не се однесува само на техничко-технолошки акциденти, не се однесува ни на здравствени, само тука се опфатени нели и загрозување на животни, загрозување на животна средина, на растенија, тоа се поплави, тоа се ветришта, тоа се земјотреси, тоа се ризици и закани од социјален аспект, други видови напади терористички, диверзии и така натаму. Центарот за управување со кризи требаше да прибира соодветни информации по сите тие прашања и во работни тимови и групи да прави анализа на тоа, проценка, и да ја доставува проценката до владата, за да може владата да превзема активности. Затоа ја донесов книгата, во истата точно стои што се треба да направи еден орган, едно тело кое врши проценка, кои елементи, тоа е циклус, тоа е процес на извршување на проценка и циклус на проценка на ризици. Значи ако добро разбирам, ЦУК нема врска со заштитата и спасувањето како оперативна единица на терен. Тоа е задача на ДЗС. Зошто? Од 2002 година, од како Црвенковски го дезавуираше Центарот за управување со кризи, бидејќи ќе прераснеше во една институција која исклучително навремено и моќно ќе можеше со капацитет, со малку луѓе, 50 на луѓе доволно се таму, да врши проценка на ризици и закани од прилики околу 30 на разни ризици и закани, тоа ќе значеше дека некој нема да може да манипулира со некои работи во државата. Од друга страна ќе ја засилеше дирекцијата за заштита и спасување да биде оперативен орган на терен кој ќе се занимава исклучиво со заштита и спасување. И во овој контекст пожарите се заштита и спасување. И сега ние доживуваме да од човек кој врска нема од оваа работа, значи не е ни школуван за тоа, со колку што ми е мене познато виша полициска школа, па дури и тој дел не си го сработува. Еве да поставам едно прашање во тој дел. Колку кривични пријави имаме за луѓе кои подметнале пожари? Најден е некој? Една има за еден, мислам дека се роми во Велешко што палеле седишта на автомобили. Веројатно не било идејата да направат пожар. Јас не зборувам за некој што у двор правил нешто, зборувам за подполување на јавна површина. За две досега поднесени кривични пријави воопшто во историјата на Македонија, едната кога е запалена 99-та година, ми се чини дека на Плачковица пожарот беше, тогашниот началник на УВР Штип поднесе кривична пријава, го фатија човекот, кој го направи тој. Една имаше, ми се чини, минатата година, ако не се лажам, во Струмица, кога имаше жртви, па ја најдоа таа жената што го подметнала пожарот, така некако беше. И ние толку шума изгоре, никој нема систем како тоа да го спречи. Секако добро ве разбирам. Центарот за управување со кризи. Впрочем, требало да речеме на неделна, на месечна, на дневна основа да ја информира владата за потенцијалните ризици на територија на Република Македонија од областа на природни непогоди, од сите видови ризици. Како што се случи експлозија, например, денеска во Бугарија на муниција, на фабрика. Од сите видови ризици. Но не на дневна основа. Тоа се прави како една генерална проценка која подоцна се дополнува во одредени аспекти, бидејќи проценката опфаќа многу делови во кој еден дел е превенцијата. Ако сега например, пластично само да пробам ајде, дали биде јасно за гледачите, дали ве разбирам. Значи, ние имавме високи температури во целата држава кои што траја со недели. УХМР даде предупредување, иде црвен, жолт бран и така натаму и така натаму. Таа информација прима Центарот за управување со кризи и прави анализа дека доаѓа време на сезона на пожари поради високите температури, нема дожд во догледно време и така натаму и така натаму. И сега известува владата за да може да преземе проценка доставува, прави во проценка, која предвидува оперативна активност на сите институции. Кој што треба да прави? И прва мерка, на пример, би била забрана за движење низ шуми. Која што беше донесена после пожарите. 5 или 6 дена од кога се запали овој големиот пожар на планината на Серта. Да. Значи тука е грешката.
Значи, ЦУК не си ја сработе својата работа. Проблемот кај Што Центарот би, за што би работел ЦУК? Што е поентата на ЦУК? Токму ова што вие го кажавте. Тоа што јас почнав да го објаснувам, вие сте го сватиле добро, дека не на ден пред тоа. ЦУК прави проценка за ризици од пожари и вели при температури, да кажеме, повисоки од 30 степени се предвидува за лесно запалива шума, борова шума или не знам каква шума, пристапен терен лош, има ризик од пожар. Препорачуваме МВР да преземе такви мерки, АРМ да стави во приправност толку и толку луѓе за евентуално гасење на пожари. Дирекцијата за заштита и спасување да ги спреми авионите, хеликоптерите, единиците со кои располага да извршува задачи. Да се блокира подрачјето, да се забрани движење, да се пуштат дронови за надгледување на земјиштето, да се пушти превентивно хеликоптери и авиони да надлетаат и да фрлат вода, например, да се олади теренот колку може да се олади. Да. Каде постои ризик и така натаму. Значи, тоа е или патроли, или да се патролира со дронови. Значи, тоа е најлаички, наједноставно објаснета таа проценка што треба да се прави и да препорача, тоа да го препорача до владата. А владата потоа си укажува на секоја од институциите да преземе одредени мерки. И сега ние доаѓаме во состојба во која на некој сега му текнало, па што преше изминативе 5 години? Зошто не ја реорганизираше дирекцијата, не предложи реорганизација на ЦУК и ДЗС? Многу 300 луѓе работат во ЦУК, не се знае зошто работат. Превработеност имало, констатира после 5 години, имало превработеност.